Почитувани сограѓани, Прилеп вчера покажа дека е на страната на правото и правдата. Прилепчани вчера покажаа дека љубовта кон Македонија им е преголема и не подлегнаа под сите закани, уцени, притисоци, како и подкупот кој се вршеше во нашиот град. Прилепчани ја донесоа победата за ВМРО ДПМН во градот Херој со 1600 гласа разлика и со тоа испратија јасна порака дека не се согласуваат со погубните политики на Зоран Заев и најнеспособната власт во Македонија која освен пустош, продажба на името, идентитетот, мизерна економија, катастрофално здравство, образование, непотизам, повисоки сметки за 60% за вода во Прилеп, криминал на секој чекор, не понуди ама баш ништо друго. Во текот на вчерашниот ден имавме изборен процес на кој беа забележани низа нерегуларности. Не помогнаа ниту заканите од партиски функционери од редот на СДС кон нивните вработени, не помогнаа ниту уцените, ниту лажните ветувања за вработувања, не помогна ниту подкупот на гласачи во населбата Тризла, за кој неколку пати алармираа наблюдувачите во ова место, за што беше известена полицијата во Прилеп, во Скопје, како и представници на мисијата на ОПСЕ. Подсетуваме дека подкупот при избори и гласање е кривично дело регулирано во член 162 од Кривичниот законник и за истото дело е предвидена казна затвор од најмалку 5 години. Го повикуваме основното јавно обвинителство во Прилеп под опрен глас да поведе постапка со цел да утврди кривична одговорност кај можните сторители на ова дело. За ваквото противзаконско однесување од страна на одредени поединци мора да има и ќе има одговорност. Почитувани, сакам да изразам огромна благодарност до сите граѓани на Прилеп, македонци, роми, турци, кои не подклекнаа вчера пред Валканите игри и останаа своји на своето, достојни, горди и храбри, давајќи го својот глас за право и правда, за честита Македонија. Ви благодарам од се срце. Она што сакам да го порачам е дека продолжуваме сите заедно, сплотени, до конечен пат на оваа ненародна власт. Само така Македонија ќе продолжи да чекори напред. Ви благодарам.